Одлуката на администрацијата на Трамп да воведе дополнителни царини од 25% на низа производи на Европската Унија во знак на одмазда за субвенциите на европските авиони Airbus ги погоди производите, од италијанското сирење до француските вина. Во Грција пак тоа е конзервираната праска. Грција е најголем извозник во светот на праски во конзерва. 1/5 од нејзиното годишно производство од 250.000 тони оди на американскиот пазар. Новите мерки ќе зголемат царината за увоз во Соединетите држави на 43%. Во северните грчки региони Пела и Матија, каде што се наоѓаат градовите Верија и Науса, околу 10.000 мали фарми работат за 17 фабрики за конзерви. Костас Апостоло, шеф на Грчката асоциација за конзерви, стоејќи во магазин полн со конзерви, вели: Suddenly was this war between Europe and United States about what? About the aircrafts. We could not never imagine that this could affect our poor job here in this small area in Central Macedonia. Тој додава дека зголемените царини ќе влијаат врз екзистенцијата на повеќе од 10.000 земјоделци и работници и нивните семејства кои зависат од производството и одгледувањето праски. Why they punish us? We have nothing to do with these aircrafts. Зголемувањето на царините стапи во сила на 18 октомври, во момент кога грците се подготуваа да му испорачаат 50 милиони конзерви на американскиот пазар. Многу клиенти или ги откажаа нарачките или соопштија дека нема да бидат подготвени да платат за какво било зголемување. Експертите велат дека приходот што ќе се изгуби од американскиот пазар е околу 50 милиони долари. Мала сума во однос на меѓународната трговија, но неопходна за еден од посеромашните региони во Грција со невработеност од 20%. Тие се загрижени дека непродадената стока ќе доведе до натамошно паѓање на цените и до скок на невработеноста. Земјоделецот Тасос Халкидис вели дека екзистенцијата на цели села ќе биде засегната од новите царини. Αν είχα τον Τραμπ μπροστά, θα τον έλεγα να καθίσει φρόνημα, να μας αφήσει να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να μην γίνει αυτό εδώ με τους δασμούς, να είναι όπως ήταν το ελάχιστο αυτό που είχαν, για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε. Тој додава дека земјоделците размислуваат дали се исплати со вакви царини воопшто да одгледуваат праски во иднина.